Нема земјоделска гранка која годинава не претрпе големи штети од сушата. Културите беа на жесток удар на сонцето, системот за наводнување затаи, а земјоделците останаа немокни. Штетите се бројат во милиони евра и не се знае каде таа е најголема. Чинесата, да ви кажам искрено, ова година имавме пролетниот период некои дождови, меѓутоа приносите далеко од очекуваните, да не кажеме на пола, така да имаме голем дефицит на пшеница за ова година. Па ово лето, знаејќи дека се екстремни јаки температури, тие што успеавме некој понапред да ги навадиме пченки и таму има доста голем дел на оштетување, значи 30-40%, а има едни површини што после долг период и пуштивме вода, таму е 50-50, а некаде и више некои луѓе се откажаа и останаа пченките изголени. Ништо подобро не поминаа ниту лозарите и производителите на сливи. Оваа година може да се каже дека е најсушна година и ние лозарите ќе го памтиме по голема загуба на родноста. Усвари на родноста, него по сушата на сушењето на лозовите насади и на гројдето. Но многу е на щети. Кажи речи тука кај нас 80% е сливата за индустрија, за прва класа 20%. И се тоа од сушата. Ако сонцето беше пресилно за сите, тогаш оправдување нема за нефункционирањето на системот за наводнување. Буквално системот не функционираше никако, луѓето се снаоѓа сами како знаат и мислам, од за тоа година ќе биде преполовен најмалку за 50%. Во последните неколку дена имаше и град, па тоа дополнително. Ако е за утеха, министерот Цветан Трипуновски најави реорганизација на јавното претпријатие водостопанство. Како влада даваме сериозен приоритет во делот на водостопанството, бидејќи е крупна и битна гранка во земјоделскиот сектор, како за наводнување, така за одводнување на земјоделските површини. Со овој приоритет ќе продолжиме во наредните години, затоа што нас земјоделството, водостопанството ни е битен сегмент во целиот земјоделски процес кој што го имаме како држава. Но во меѓувреме, за земјоделците оваа година генерално е неуспешна. Ова година имаме екстремни намалени приноси, за жал имаме исто многу намалени цени, откупни цени, што не ги подкриват ни основните производни трошоци. Значи земјоделците се ставени во една многу непријатна положба, така да во прашање се доведува и есенската сејдба за наредната реколта.